Советот на град Скопје ја прекина денешната седница на која требаше да биде избран новиот концесионер во јавното претпријатие за депонирање на комунален отпад Дрисла. Како што најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, продолжението на седницата ќе се одржи по претседателските избори со цел да се запазат законските процедури. За тогаш е предвидено гласање на советниците за конзорциумот, предводен од Шолц за партнер во Дрисла. Во изјава за медиумите, Шилегов истакна дека градот Скопје конечно ќе добие капацитет и депонија, каква што доликува, а пред се капацитет кој што ќе остварува приходи, за разлика од досегашниот случај во кој италијанскиот концесионер ФЦЛ Амбиенте бил единствениот кој остварувал приходи од согорувањето на отпадот во Дрисла. Мојата идеја, мојата желба е потребата на Скопје да, како што веќе истакнат, Дрисла стане место од кое што градот ќе приходува и место кое што нема веќе нити во перцепцијата на граѓаните, нити во фактичката состојба да е место што ја загадува животната средина во градот. Шилегов информираше и дека веќе е даден налог на службите за раскинување на договорот со конзорциумот на ФЦЛ Амбиенте од Република Италија, како и дека во периодот додека не се избере нов концесионер, град Скопје ќе го преземе управувањето со јавното претпријатие за депонирање на комунален отпад Дрисла. За предвременото раскинување на договорот, Шилегов не очекува тужба од ФЦЛ Амбиенте. Не очекувам затоа што тоа веројатно ќе биде работа на други органи. Ако алибито на италијанците за неинвестирање во изминативе 7 години било дека предметот е во правна постапка, тогаш не требало да влезат воопшто во Дрисла. Ако веќе влегле во Дрисла, требало да го почитуваат договорот, градоначалникот, согласно тој договор што го има подпишано, требало да го прати интензитетот на вложување досега во ФЦЛ Амбиенте. Ако се придржувале на договорот што го подпишале оригинално во 2012 година, требало да инвестира преку 60 милиона евра во депонијата Дрисла. Дрисла работи во изминативе 7 години исклучиво со средствата кои што градот ги има вложено во неговото претпријатие. Така што тоа е исто така дел веројатно, не веројатно, туку е дел од истрага која што се водат други органи кои што градот има пријавено. Нашата одлука, нашата препорака до Советот за носење на одлука е Шолц да биде новиот партнер на градот за периодот за кој што се издава концесијата. Она што треба да го знаете дека денеска дадов налог до градската администрација да ја започне постапката за превземање на владението и управување на Дрисла од страна на градот Скопје се до завршувањето на постапката односно носењето на нова одлука за новиот концесионер. Како што е најавено, компанијата Шолц, доколку го добие тендерот, ќе формира конзорциум со хрватската фирма ЦИОС ДОО и со македонската Сплендормак. По изборот на концесионерот ќе бидат соопштени и критериумите под кои тој ќе управува со депонијата Дрисла.